Почитувани, Зоран Заев, главата на Октоподот, главата на државната мафија, е спремен да го жртвува датумот за почеток на преговори со Европската Унија, само и само за да си го продолжи криминалниот век. Јасно е дека без исполнети услови нема датум за почеток на преговори со Европската Унија. А Зоран Заев не дозволува ниту да се донесе квалитетен закон за јавно обвинителство, ниту да се расчисти со високата корупција во која што се вмрежени и администрацијата и правосудството. Македонија е тресат корупцијски скандали од највисок степен со инволвирани имиња од власта, а нема решение, нема процес, нема ништо за ниту еден случај. Ке подсетам, нема никаква разрешница за прислушувањето на јавните обвинители. Нема разрешница за Курто Дудуш и киднапирање и физичко малтретирање на граѓани. Нема разрешница за партизацијата со мрежа. Нема разрешница за злоупотреба на фондови. Нема разрешница за тополки, нема разрешница за Леонардо, нема разрешница за рекет. Едноставно, нема разрешница за ниту еден од скандалите за кои што пишуваат и меѓународни медиуми. Сега за рекет, претходно за Леонардо, пред тоа за корупција и уценување во парламентот. Почитувани, наместо справување со криминалот и корупцијата, Заев приведува новинари во полициски станици, обвинува и силува медиуми кои објавуваат за криминалот и корупцијата, без основа притвора опозицијски функционери кои што говореа за криминалот и корупцијата на државната мафија. Зоран Заев судството го претвори во пазар, тргува со правото и правдата и при тоа турка закон за амнестија на Октоподот, за заштита на рекетарското здружение, закон за наградување заради политичкиот прогон. Ова не се европски вредности, ова не се услови за добивање на датум за почеток на преговори со Европската Унија, ова не се цели на Република Македонија. Ова се цели на Зоран Заев, фатен во криминал и кој што ќе стори се за да го продолжи векот на Октоподот на државната мафија, претварајќи ја Македонија во семеен наркокартел. Почитувани, граѓаните и Република Македонија не смеат да бидат жртви и не смеат да бидат казнети заради криминалниот клан на Зоран Заев. Зоране Заев, доста е, го силуваше и жртвуваше минатото, не жртвува и днината на Република Македонија. Твоето заврши, излези на избори. Ви благодарам. Имате ли прашања? Вчера имаше преговори во врска со законот за јавното обвинителство, дали нешто конкретно е постигнато и зашто кажавте дека се ризикува членството во ЕУ, дали ова значи дека некако преговорите не одат? Доколку имаше напредок во преговорите, за тоа ќе беше соопштено пред се од власта која што предлага еден таков закон, јасно е дека се жртвува европскиот напредок на Република Македонија, бидејќи ниту во јуни не беа исполнети оние цели за кои што Зоран Заев лажеше дека не постоеа минатиот јуни, кога велеше дека сме добиле закон. А тука беше јавната администрација, правосудството, справување со корупцијата и високата корупција и криминалот. Апсолутно сето тоа е вмрежено, гледаме дека е вмрежено во Октоподот на државната мафија, која што сега исплива на површина со случајот рекет. Во него се и правосудството, што беше услов со јавното обвинителство, нели законот за јавното обвинителство, во него се и администрацијата, која што учествува преку функционери државни во оној меѓународен сојуз кај што се завршуваат парите и исчезнуваат парите од рекетот во кој што главен лик би требаше да биде представен Бојан Боки 13. Нема ништо од зафат кој што треба да значи напредок кон исполнување на цели, исполнување на задачи зададени од Европската Унија за напредок кон Европската Унија, односно добивање на датум. И во пресконференцијата посочив и сега ќе повторам, се предлага закон за јавно обвинителство кој што треба да представува една амнестија за учесниците во рекетот, една награда, да обезбеди една награда за нив, напредување за учесниците во рекетот и секако избегнување на казната на државната мафија со продолжување на оној дел што се вели политички прогон против опозицијската
мисла. Такво нешто не верувам дека ќе добие датум за преговори, за жал и за несреќа на граѓаните на Република Македонија. Каква беше климата вчера во преговорите? Дали ќе продолжува? ВМРО ДПМН е токму во насока дека ќе работи за доброто на граѓаните и напредокот на Република Македонија, ќе даде се од себе за да се постигне договор, меѓутоа не по цена на квалитет на еден ваков договор. Во однос на климата, веројатно било жешко.